Дете на возраст од 10 години има право да управува со велосипед, и тоа во зони каде има возила. Така вели Законот за безбедност на сообраќајот. Но дали децата се подготвени да се вклучат во сообраќај, макар и да се работи за маалски улички? Ни фали моментот на тие деца да бидат соодветно обучени како да излезат во сообраќај, а и нивните родители запознаени со целава ситуација, за после тоа ние да можеме да ги пуштаме сами. Не, според мене не е битна бројката дали возраста, дали детето има 10 години, има 8 години или 12. Се додека детето е безбедно, нема проблем. За надминување на овој недостаток, пред 2,5 години почна програмата Велоучилишта. Професионални инструктори ги учат децата како се управува со велосипед, кои се неговите делови, но и најбитно од се, кои се сообраќајните правила. Од мали нозе кај децата сакаме тој момент да го вградиме дека не само возење на автомобил има правила во сообраќај. И пешак и велосипедист треба да се придржува кон одредени правила, првенствено за своја безбедност, па после и за друга. Во програмата се вклучени 160 училишта од повеќе од 30 општини. При тоа наставниците се клучни за децата да ги стекнат неопходните знаења поврзани со велосипедот. Меѓу првите што се вклучило во оваа иницијатива е Основното училиште Петар Попарсов од општината Карпош во Скопје. Тоа кај нив ја зголемува самодовербата. Не само како некој кој што знае да вози велосипед, туку сега веќе ги знаат и сообраќајните правила, сообраќајните знаци. Наставата воено помогнала и кај родителите, преку децата, да се развие поголема еколошка свест. Им помогна на децата, нормално заедно со наставниците и родителите, да научат дека велосипедот е и превозно средство за до училиште и настава. Што кај нас, досега мислам дека родителите не беа многу свесни дека може децата да ги пуштат со велосипед на училиште. Сепак во истражувањето спроведено во рамките на проектот се увидело дека сериозен проблем е тоа што нема пристапни велосипедски патеки токму околу самите училишта. Најранлива зона, буквално кажано, каде што децата треба да дојдат од самиот дом до училиштето. Тука не е нас окупиран јавниот простор. Велосипедската едукација засега се одвива како воншколска активност. Искуството на наставниците покажало дека потребата од такви активности е голема. Им треба на децата во ова време кога се затворени пред компјутери да научат нешто ново и поразлично. Нешто каде што ќе може тие да бидат свои. Како што се наближува летото, така се повеќе деца ќе бидат на улиците со своите велосипеди. Затоа, возете внимателно. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов.